Почитувани колеги пратеници, почитуван председател на собранието, почитуван колега Сугаревски. Прво, спомнавте тука што е фарса во оваа држава. Знаете што е фарса? Фарса е кога Зоран Заев ќе излезе пред недела дена и ќе каже ние не ќе учествуваме на изборите затоа што ќе победиме. Тоа е фарса, тоа е комедија, тоа е трагикомедија. Зоран Заев вели ќе победиме, ама не ќе идеме на избори. Па вие да се доближавте до 35 пратеници да освоите, целава игра е ВМРО да падне на 55 пратеници, вие да качите на 35 и со 35 пратеници да правите влада. Сите знаеме што е работа. ВМРО да се симне од 60 пратеници на 55. И да направите влада, тоа ви е намерата, знаеме сите. Ама што ви вели народот? Народ вели не 60 пратеници за ВМРО да помани коалицијата, 62, 65. Тоа е резултатот. Што Зоран Заев со 5% рейтинг не може да биде премиер. Не се станува премиер со 5% рейтинг. Тоа е целава работа, тоа е целава и дурма. Па вие да сте спремни до 35 пратеници да дојдете, па ние на Нова година ќе имавме избори, на Великден ќе имавме избори. Уште неколку работи. Ви благодарам што овие неколку месеци го мотивиравте членството на ВМРО ДПМН. Ви благодарам што ги подсетивте граѓаните на Македонија што значи СДСМовска власт и СДСМовски чистки. Ви благодарам што ги подсетивте луѓето каде што СДСМ има министри, а ништо не се случува во министерствата, што скоро година дена имавте министар за труд и социјала Ременски, а ни една градинка не отвори. Ке ви покажеме за 3-4 дена сега како се отвараат градинки, како се прават проекти. Тоа ќе значи враќање на владата во Македонија. А не вашиве што со прст не мрднаа ништо да не направат. Уште неколку работи. За медиумите зборувате. Па вие ќе ни зборувате за медиуми дека имало демократија во Македонија, кој имало една телевизија, една партија и еден вестник во Македонија имало демократија, а сега кога има 50 телевизии, 100 портали, кога има радиоемисии, кога има чуда, врагови, 50 партии и така натаму, сега немало демократија. Па не се симнуваат од телевизија вашите луѓе, од национални телевизии, секоја вечер. Ајде да видиме лидерот на опозиција во Португалија колку пати изминатиот месец дена бил на телевизија. Лидерот на опозиција во Естонија, лидерот на опозиција во било која земја. Па вашиве лидери, вашиве апологети, вашиве гласноговорници не се симнуваат од телевизија, но имате референдумско плебисцитарно одбивање од страна на граѓаните на Македонија. Се враќа владата, ќе се врати стабилноста и нашите луѓе ќе покажат сега како се работи.